Наставниците заслужуваат, ама бараното покачување нема да го добијат. Ова индиректно денес на вработените во образованието им го кажа министерот Арбен Адеми на новинарско прашање како министерството ќе одговори на барањата на синдикатите за покачување на платите во образованието за 25%. У септември 2018 сме имале покачување на платите за 5%. Овој септември 2019 ќе имаме покачување на платите за 5%, основно, средно и по неколку години и во високото образование, значи за прв пат по извесен период, подолг период, така што очекувам дека овој тренд на покачување на платите ќе продолжи, бидејќи на вистина нашите наставници, нашите стручни соработници заслужуваат повеќе и мораме да во обезбедиме повеќе. Ништо помалку двосмислени не беа ниту дел од образовните директори кои кога во прашање се повисоките плати размислуваат како наставници. Ако ме питате како наставник, оправдано е. Меѓутоа секогаш треба да се видат можностите и она што како наставници за својата работа треба да го добиеме. Но кога во прашање е поддршката на синдикалните барања, сепак размислуваат како директори. Меѓутоа, тоа во заеднички диалог се надевам ќе се најде заеднички јазик каде што висината на покачувањето на платите ќе биде утврдена. Освен платите, проблем во образованието се и наставните планови зашто не се продуцираат кадри кои му требаат на стопанството. Од тука намерите се да се продолжи, но и прошири концептот за така наречено дуално образование, односно помалку школо, повеќе пракса. Ова е близок контакт и релација со представниците од бизнис заедницата, каде што компаниите имат за обврска да ги покријат трошоците за транспорт, за дневница за учениците кои ќе бидат вклучени во работата на компанијата, за топол оброк и на крај да им нудат работа на тие што ќе успешно ќе го заокружат и формализират образовниот процес. Така што компаниите директно учествуваат во креирањето на кадрот за кој има тие потреба. Што се однесува до лошите и несоодветни услови во голем број училишта, Адеми најави нов концепт за целосна обнова на објектите на училиштата, особено во руралните средини.